Така, убава е Виена, а од Виена се враќаме овде од Скопското студио на утринската програма Сака Македонија на телевизија Сител со една максимално интересна тема која што се надевам дека ќе побуди интерес не само во главниот град, туку низ целата наша земја. Република Македонија како туристичка дестинација за жал не може да се повали ниту со море, ниту со океан, ниту па со некаков за сега елитен зимски туризам. Она што можеме да се пофалиме пред светот покрај традиционалната храна е и македонското село, кое што за жал па некако никако да, барем туристички, да заживе. Токму околу можностите за туризмот, селскиот или руралниот, ќе зборуваме наредниве 20 на минути, можеби некој од вас и ќе пројави интерес токму да се занимава со селски туризам. Во нашето студио јас имаме една интересна гостина која што веќе долго време се бави токму со промоција на руралниот туризам. Во нашето студио е Лиљана Јоновска, извршен директор на Рурална коалиција. Добро утро, Лиљана. Добро утро, добре ве најдов и благодарам за поканата. Така, прво, ајде да им објасниме нашите гледачи што представува Рурална коалиција како организација. Рурална коалиција е организација, и тоа баш коалиција. Се состои од сега, веќе, после 5 години, бидејќи пред некој време славевме 5 години нашето постоење, имаме 50 локални здруженија, кои што се членки на коалицијата и кои што претежно делуваат во секторот земјоделство и руралниот развој. Како организација е регистрирана баш во рурална средина, односно значи во селото Ржанов се наоѓа нејзиното седиште, иако делуваме значи на национално, Кумановска, а инаку делуваме на национално ниво, односно застапени сме во сите 8 плански региони, при што во секој од нив имаме по еден регионален координатор кој што ја представува организацијата, а секако таму и ни се и локалните здруженија кои што се членки на организацијата. Делуваме како грасрут организација или она нема соодветен превод баш за овој термин, меѓутоа организација која што претежно се занимава со теренски активности, е директно на терен со земјоделците и со жителите во руралните средини. Иако во последно време и веќе започнавме и малку да создаваме една по-генерална слика за земјоделството и руралниот развој воопшто, затоа што тие активности кои што се реализираат на терен или она што е секојдневие во земјоделството во руралните средини, сепак некој го уредува, има одредени политики врз основа на кои што значи тие активности и се уредуваат и се имплементираат, спроведуваат, па отидовме едно ниво погоре, односно започнавме и со мониторинг на дел од институциите кои што работат во секторот земјоделство и рурален развој, започнавме да изработуваме и стратегии во тие сегменти, се тоа во зависност од тоа каква е моменталната потреба или кои се идентификуваните предизвици со кои што земјоделците и жителите од руралните средини се соочуваат во моментот. Така да правевме мониторинг и на работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Понатаму, бидејќи сме коалиција на здруженија, многу голем дел обрнавме внимание и на јакнењето на капацитетите на самите здруженија во делот на како да ги застапуваат своите интереси и потреби, најпрво на локално ниво, пред локалните власти, а потоа, доколку станува збор за една поголема граѓанска иницијатива или поголема потреба, веќе да знаат како да дојдат и до институциите кои што делуваат на национално ниво и да ги искажат своите потреби. Така, ако можам слободно да заклучам, вие 5 години ги буцкате од една страна луѓето кои што се бават, се занимаваат со земјоделие, луѓето кои што живеат во рурални средини, од друга страна ги буцкате и властите, односно сите оние кои што треба да го направат подобар, поорганизиран и поквалитетен животот како рурална коалиција во руралните места во Македонија. Да, токму така, заклучокот е сосема на место, затоа што претежно барем до пред некое време. Беа ли подзаспани едни и други? Да, баш тоа сакав и да го споменам, особено кога станува збор за овој сектор. Не е случајот како со останатите сектори кога говориме например за демократија, за владење на правото и останатите области, човекови права и така натака, каде што значи постојано сте проактивни граѓаните и постојано значи ги има. Во овој дел беше малку значи по пасивна ситуацијата, па токму и тоа беше нашата цел да ги поттикнеме значи и оваа категорија значи на граѓани да настојуваат значи да си ги остварат правата значи кои што ги заслужуваат и да функционираат значи во едно општество кое што ќе биде еднакво за сите, па вклучувајќи ги и нив и овозможувајќи им еден квалитетен значи животен стандард преку задоволување на нивните секојдневни потреби кои што ги имаат. Руралниот туризам на сите добро ни е познат како екотуризам, селски туризам и уште неколку
така зборчења кои што го пределуваат, односно даваат подобро објаснување на овој вид на туризам. Од една страна, доколку се развие убаво како што треба, најголема придобивка ќе имаат жителите кои што живеат во руралните средини, затоа што тоа ќе биде еден начин на заработка токму на тие жители, а од друга страна пак и Македонија сигурно ќе добие и плюс нешто од развојот на руралниот туризам. Зошто Македонија нема стратегија за развој на рурален туризам? Кога започнавме да се занимаваме најпрво со оваа тема и да ја обработуваме, кога говориме за рурален развој и речиси па и ние и во рамките на организацијата и многу поретко и останатите организации кои делуваат во овој сектор, можевте меѓу другото да утврдите или да увидите некои активности кои што се поврзани со туризмот. Едноставно, како туризмот повеќе да го фокусираме кон Струга, кон Охрид, кон она што е пошто Македонија е препознатлива, меѓутоа овој дел занемарувајќи го целосно. И во организацијата малку истражувавме, значи, околу тој дел, каква е сето состојбата со туризмот, со оглед на тоа што, барем на светска... Само да меѓу гледаме фотографии кои што ни ги донесовте дека одговарате на прашањето, кои што се дел од ваши активности како рурална коалиција, работа со селаните, работа со институциите, предавања и така натаму, чисто да знаат гледачите што ќе гледаат. Да, особено тоа и во рамките, значи, на проектот кој што го работевме, најголеми дел од фотографиите сте таму, еве конкретно имавме дури посета, значи, од представници на граѓанска организација Долна Нормандија, кои што имаа можност, значи, да ја видат Македонија и кои што се, значи, доста развиени во овој поглед, па превземавме некои искуства, значи, од нив. Така да сакаме многу повеќе внимание да обрнеме на оваа тема и јас ви благодарам и на вас, значи, на медиумите многу што го возможивте, значи, ваквото медиумско покривање на оваа тема, за која што Македонија има многу голем потенцијал за развој, затоа што ако во Европа, според последните, значи, истражувања стои дека над 900.000 работни места, само, значи, во Европа се отвараат директно или индиректно токму преку туризмот во руралните средини. Кај нас тоа речиси да е еден вработен и тоа најчесто согласно законските норми, кога, значи, се отвара фирма, кога е правно лице, па мора да има вработени, од тука се повлекува, од што се мора, од тука се повлекува, значи, таа обврска, сето, значи, останато речиси да не е регулирано, па дури и собствениците на руралните капацитети ни го спомена и фактот дека и нема луѓе или нема човечки ресурси кои што и би работеле во ваквите капацитети, со оглед на тоа што речиси руралните средини да се празни. Така да, она што беше исто така доста интересно, кога ја започнавме оваа тема да ја работиме, е што меѓу другото, често пати ние кога ги гледаме работите, значи ги гледаме само во еден одреден сегмент и сето останато, односно се фокусираме само на една област. Меѓутоа не е тоа секогаш така, затоа што помеѓу себе, значи, активностите, областите, надействување меѓусебно се поврзани. Така да, кога говориме за туризмот, речиси да воопшто не сме обрнали внимание дека тука е и руралниот туризам, меѓутоа и дека туризмот пак е дел од индустријската политика на државата, меѓу кои што е руралниот туризам. Зошто го зборувам ова? Затоа што голем дел има, значи, можности за поддршка и средства, па и активности кои што се превземаат не само конкретно, например, во областа земјоделство, меѓутоа, значи, исто така и во областа економија. Така да, таа една корелација или една врска помеѓу овие две области речиси како да целосно е изгубена и на која што ние и сакавме да обрнеме внимание. И затоа и во истражувањето кое што го реализиравме на терен, во сите 8 плански региони со над 120 капацитети, собственици на капацитети, имавме едно прашање кое што говореше за тоа дали ви е познато дека руралниот туризам е дел од индустријската политика на државата. Значи 96% од одговорите беа дека не. Така да, ако вие ја немате основата како информација, каде се може да побарате поддршка и како се регулира дејноста во која што работите или сакате да работите, тоа значи автоматски вие на старт уште имате неповолна една положба, па за да понатамо продолжите да ги градите овие капацитети и да се занимавате. Така да, она кое што особено е значено, информацијата се и незината, ајде да речем, несоодветна дистрибуција или неможноста за добивање на ваквите видови на информации до капацитетите во руралните средини е еден од клучните недостатоци или предизвици за кои што треба да се позанимаваме во наредниот период, за да сериозно започнеме да се занимаваме со развој на оваа гранка. Веројатно и треба да се поработи на перцепцијата и кај властите и кај
кај граѓаните. Кога ќе спомнам некој село македонско, тоа обично значи нема вода, нема струја, нема канализација, нема инфраструктура и кога така ќе мислите постојано, тешко дека ќе можете во истата таа комбинација од зборови да најдете заработка, развој, да привлечете туристи, така натаму ќе го смениме ли тој менталитет што велат вашите искуства, барка институциите, како државата конечно да препознае дека во неможност за елитен, летен или зимски туризам може би е потенцијалот во селото. Да. Оно што и самите собственици на капацитетите го истакна е дека да, е недоволна едукацијата и развојот на свеста. Значи најпрво и кај нив самите затоа што ги има куќите пропаѓаат, значи доста веќе сето целосно се замрени руралните средини. Меѓутоа, од друга страна пак и самите признаваат дека нема доволна едукација како што да вложат, како да се занимаваат со овој дел. Не се поврзани најпрво со општините на локално ниво. А скептицизмот? Кој ќе дојде овде, крајот на светот, нема пат? Го има исто така и тој дел, меѓутоа веќе како што се повеќе отворени границите и како се има можност да ги прецепирам искуствата од надвор, многу често пати дури и самите туристи, барем кај тие што се вовале, кажуваат дека па често пати и нив, барем во одредени делови им се допаѓа и да има една таква рурална инфраструктура, значи дали тоа да се патек или слично каде што ќе може да се искачуваат, да го нема асфалтот, меѓутоа да сето тоа е соодветно барем обележано, значи да се знае дека ги има во тие делови, а секако и во другиот дел да се вложува малку по малку, да имаш и такви делови, меѓутоа можеби тие успешни приказни треба да се превземаат за да се убедат и останатите кои што сакаат да се занимаваат, затоа што еве конкретно во Лесново или значи таму тој дел нема доволно ниту инфраструктура, често пати вика и струјата ни е слаба и вода, меѓутоа се занимаваат, па дури значи ти представниците од амбасадите доаѓаат, значи кај нив на гости, странски значи туристи цело време работат значи со странци, така да можеби такви неуспешни приказни треба да се промовираат и постојано да се работи на креирање на тој еден, ние што го нарекуваме синџир на врски, кој што треба да постои, започнувајќи од капацитетите на собствениците на капацитети, значи од крајните корисници, преку институциите на локално ниво, вклучувајќи ги тука општините, па со поврзувањето со институциите на национално ниво. Сето тоа заради соодветен проток на информациите кои што ги има, бидејќи да, руралната инфраструктура не е кај нас во добра состојба, е слаба, меѓутоа има соодветни фондови и средства за тоа како да се подобри истата. Сега, тука во глобала најчесто како апликанти, например, на тие фондови може да се јават општините. Меѓутоа, затоа пак тука се собствениците на капацитетите да им предложат на општините што во тој дел или во кој дел сакат или што е оно што е потребно да се каде да се инвестира, што да се надогради, само преку еден таков консолидиран и координиран пристап на сите засегнати страни или локални чинители во овој процес, може да се надмине тој скептицизам за кој што вие говорите и да Македонија ја започне својата успешна приказна како рурална земја, бидејќи и се прокламира со оглед на тоа дека 90% се рурални средини во Македонија и се прокламира како рурална земја, мислам дека е крајно време веќе да започне да се вложува во тој дел, за да се го заслужи епитетот кој што го носи. А често пати собствениците на сместувачки капацитети не се доволно запознаени или воопшто не знаат за одредени фондови до кои што можат да пристапат со малку документација, нормално и со мала апликација за да ги искористат, да го развојат својот сместувачки капацитет, а со тоа да понудат и на самите туристи. Храната исто така е тука карактеристична за секој посебен крај. Колку, например, сите ваши оние предавања кои што ги имате одржано при текот на реализацијата на овој проект допринесуваат да ги запознаете сите оние кои што сакаат на некој начин да направат нешто во својата рурална средина, во своето село, да знаат како да пристапат. Колку се обраќаат и до, например, еве ваквите здруженија, руралната коалиција за информации за како да пристапат до фондовите и да добијат средства? Во рамките на стратегија значи за рурален туризам имало за периодот 2012-2017. Истечена е. Да, истечена е. И токму ние од тука тргнавме во овој процес на истражување затоа што сакаме да направиме една нова, секако значи со вклучување на сите чинители во рамките значи на овој процес. И токму тоа беше една и од целите. Значи најпрво вие, иако треба да напоменам дека дури таа стратегија е изработена во рамките на Министерството за економија. Министерството значи за земјоделство нема информација дека значи воопшто ваква стратегија и постоела, така да и кога ќе тргнеме значи од тоа ниво, најпрво потребен е значи тој еден консолидиран пристап и координација помеѓу самите институции, па за да се спуштиме
најдолу, значи до крајните корисници, затоа што вие ако не знаете дека има стратегијата, тогаш автоматски тоа повлекува и да нема ниту организирана понуда на тоа што го напоменавте вие, на нашите специфики, убавини, традиционалната храна, а баш токму тоа кое што го споменавте, како ние шетавме низ Македонија, многу јасно можеше да се види дека секој крај си има свои специфики со кои што, значи, кои што доминираат, кои што се препознатливи кај туристите, така да сето тоа треба само да се вклопи во еден убав пакет во кој што секој ќе се биде поставено, значи, на свое место, понудата ќе биде соодветно направена. Многу она што ни го напомена на терене, немаат соодветна промоција, немаат средства, значи, за промоција како тоа да го направат. Дури ни кажуваат дека на обични, значи, бели ливчиња со пенкал опишуваат каде може да се најдат, па тоа, значи, го ставаат, го даваат на туристите, така да тој цел целосно речиси да отсуствува. Така да за тоа е потребен стратешки пристап, кој што, значи, ќе ги сите овие, значи, аномалии ќе ги отстрани, кога ќе имате стратегијата, веќе и институциите, и ние како граѓански сектор, и самите соственици на капацитети, да, ќе се водат од истата и на таков начин ќе имаме една организирана понуда и веќе ќе може, значи, и овој дел, оваа гранка да оди во нагорна линија. И од тука всушност ќе произлегуваат и самите информации. Затоа што во моментов, еве конкретно бидејќи тоа што ви споменав, ако нема информација дека руралниот туризам е и дел од индустријската политика на државата, вие немате информација, па и никош нема да ни да пребарате, ни да се обратите до Министерството за економија, не знаејќи дека таму се нудат средства. Така да фондовите ги има и таму баш беше многу интересно што можеби не се големи средства, доделуваат, значи, максимум од 120, значи 150, 180 илјади денари. Меѓутоа, пак од друга страна, ни споменуваат дека и тие средства во одредени случаи им се и нив доволни за одредена надоградба, меѓутоа доколку да ги имаат навремено информациите. И уште една леснителна околност беше таму што нема некои поголеми предуслови кои што треба да ги исполнувате, едно барање, категоризацијата која што треба да ја добиете од општината и тоа е тоа за да може да аплицирате за овие средства. Па потоа тоа повлекува информациите за програмата за рурален развој, тука е ИПАРДот, така да фондовите ги има, меѓутоа, значи, потребни се соодветни информации, широк досег на информациите и да. Така, на самиот крај сме од емисијата, последно прашање, има ли надеж за руралниот туризам кога во Македонија, земја на езера и планини, години наназад Скопје има најмногу туристи? Не е тоа поразителен факт? Да. Да, за жал е При Охрид, при Дојра, нема да ги речеме дури овие комерцијални туристички места, сепак губат во бројот на посети реализирани ноќевања во однос на главниот град, а ние веќе зборуваме за туризам кој што би требал да биде поменат доминантен во земјата. Да, за жал ситуацијата е таква, дури и во делот, например, има во рамките на истражувањето имавме еден таков дел каде што говоревме колку сте информирани, колку ви се достапни информациите, она што вие го напоменавте, доминираше Скопскиот регион, дека се најдостапни информациите токму во тој дел, кај тие капацитети и најголемиот дел од средствата што успеале да ги искористат се токму баш од овој регион. Така да го цело време ние говориме за оној рамномерен регионален развој, во кој што, за жал, се уште не се превземаат некои поголеми активности, а истите треба да ги има, за да им се даде можност на ваквите, значи, помали капацитети, за кои што туристите се желни. Затоа што еве само еден податок, бидејќи се смета дека Бугарија е слично како и Македонија во однос на туризмот, едно истражување таму кога ги прашале туристите што е она што најмногу ви се допаѓа во Бугарија и зошто доаѓате баш таму, говориме за туристи од Велика Британија, од Португалија, од поголемите земји. Една од информациите, мислам, тоест еден од одговорите, од најчестите одговори бил што има недопрена природа, што значи се надвор од градските, значи, метежи и гужви, така да токму и во тој дел ние предничиме и една од поволностите која што би требало да ги искористиме во наредниот период. Значи промоцијата и информациите се клучни, меѓутоа исто така и едни координирани понуди консолидирани понуди кои што би доаѓале од националните и локални туроператори. Така, Јоновски, можеби можеме и тука ние да помогнеме со нашите камери, па кога одите вие на терен да покажеме и на гледачите, можеме да најдеме малку поинтензивна соработка, се со цел да бидат информирани пред целуѓето на кои што им се потребни информации. Благодариме што во утро бевте заедно со нас. Ви благодараме на вас за поканата. Дојдовме до самиот крај на оваа утринска програма Ја сакам Македонија. Завршуваме тука. Вам ви посакуваме, драги гледачи, убав и пријатен остаток од денот. Да останете на фреквенцијата на Сител телевизија, да имате убав и пријатен ден и да останете во добро здравје. Довидување. Секој добро.